Иднината на Македонија е во Европската Унија, но националните интереси мора да се заштитени, порача премиерот Христијан Мицковски по завршувањето на самитот од Берлинскиот процес кој се одржуваше во Лондон. Вели, од Европската Унија бараме гаранции, а од Бугарија почитување на меѓународното право. По повеќето средби кои ги имаше во рамки на самитот, истакна дека останува оптимист, но вели важно е земјава да ја испорача домашната задача – реформите. Останувам оптимист, но важно е да ја испорачаме домашната задача. Тоа е најважното, тоа е реформите и тоа ќе го правиме во периодот кој што следува. Очекувам прогрес и во делот на откочување на проблемот кој што го имаме во овој момент, но ајде да видиме. Рековме, ние наша цел е да го заштитиме нашето национално достоинство, нашиот идентитет и нашите национални интереси. Мора да има испорака во дел на гаранција од страмата Европска Унија, мора да има испорака од нашиот источен сосед во делот на почитување на меѓународното право. Грција ќе се погрижи да се забрза патот на Западен Балкан кон Европската Унија и во таа насока ќе излезе со низа иницијативи, порача грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис во изјава за државната телевизија Ерата по учеството на самитот. Вели, интеграцијата е решение за многу актуелни кризи. Τα Δυτικά Βαλκάνια, οι χώρες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον διάδρομο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιταχύνουν. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να καταστούν ένας τόπος ειρήνης και ευημερίας. Και για να γίνει αυτό, ο μόνος βέβαιος δρόμος είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια. Инаку на самитот се разговараше и за нелегалната миграција во Европа и за начините на кои Велика Британија може да помогне во затворањето на западно-балканската мигрантска рута која минува и низ Македонија. Во Лондон, освен премиерот Мицковски, беше и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, како и министерот за транспорт Александар Николовски. Тие изминативе денови имаа низа билатерални средби, а како што соопшти од кабинетот на Николовски, освен што се разговарало за конкретни чекори во насока на реализација на проектите од договорот влада со влада и брзата пруга на коридор 10, ресорниот министер во Лондон со британскиот министер за воздухопловство, поморство и декарбонизација потпишале меѓудржавен договор за авиосообраќај, кој според Николовски ќе создаде услови за нови линии и бројни туристи од Британија.